нешто што се случило во минатото. Ние имаме сеќавање на иднината. И тоа е многу важно. Она што се случува за нас, запишано е како минато или како историја и на него можеме да се сеќаваме на еден или друг начин. Меѓутоа, она што е вера е сеќавање на иднината. Зашто ни го вети нашиот Господ нелажен и ни кажа дека во иднината ќе имаме живот вечен. Ето и живот вечен го споменуваме. Не сме луди, браќа и сестри, да споменуваме само настани од што се случиле во минатото. Ние споменуваме и настани кои ќе се случат во иднината, зашто верата наша е нелажна. Господ ни вети дека ќе дојде по втор пат и дека ќе го основа Царството Божјо и дека ние ќе бидеме жители на тоа царство. Затоа има смисла и затоа ги правиме спомените на починатите наши сродници, пријатели, браќа, сестри, затоа што се сеќаваме на нив не само дека поминале низ овој живот, туку се сеќаваме на нив дека со нив ќе го градиме Царството Божјо. Ете таква вера имаме ние православните. Вера во иднината, зашто иднината и минатото се спојуваат во една точка, а таја точка ја викаме сегашност. Но додека зборувам за сегашноста, веќе одминала и постанала историја или минато, ама освоила дел од иднината. Таја иднина нас не чека. Таја иднина ни го гради и овдешниот живот, затоа што ни дава смисла и надеж за тоа дека ќе ги преболиме сите болки што ги имаме во овој свет. А имаме и многу и премногу. Прво, затоа што и самите сме крепки битија. А второ, затоа што ги губиме саканите личности. Денеска правиме спомен на покојниот Тодор Проески, годишен помен, и се сеќаваме не како што реков само на неговото минато, туку се сеќаваме дека тој ќе биде дел од идното царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Ете, тоа не чини особено блиските, а сите се рачунаме за блиски негови, да бидеме подпрени на надеж дека ќе се видиме со него во царството кое не ќе има крај. Ние прифативме овде во овој манастир да му правиме годишен помен, затоа што сметаме дека достоен е со неговото дело за манастирот кој го направил, да му правиме годишен помен и да се сеќаваме на неговата иднина. А таа иднина, како што реков, е богата и спасителна. Таа ни носи на сите наш надеж. Надеж дека ќе се сретниме со оние кои ги љубиме и дека ќе бидеме во заедница потполна и неразделна повеќе со сите оние кои ги љубиме. Нека Господ му даде на Тодор Царство Божјо. Нека го удостои да биде меѓу Божите избраници. Нека му даде вечен живот. Тоа се молиме денеска, тоа се сеќаваме, тоа го споменуваме и тоа нека остане во вековите на вековите.